Здраво, јас сум Марија Загравска Аликсова, по професија сум судски преведувач за италијански, за шпански и за англиски јазик, а од љубов книжовен преведувач за сите овие јазици. Ја поздравувам иницијативата на Europe House за промовирање на читањето, преведувањето и книжевноста, општо, особено сега во време на пандемија, кога сите сме приморани да седиме дома. Се заблагодаруваме на Сдруженијата на преведувачи и толкувачи за оваа можност. Би сакала накратко да ви го представам мојот превод од италијански на македонски јазик на романот Клучот на алхимичарот од Кристина Брамбила. Станува збор за роман кој што е наменет за млади и за деца над 12 години, а издадена кај нас во 2009 година. Се одлучив да ви го представам токму ова книжевно дело, од причина што сметам дека е многу интересно, најпрвим за читателите, од содржински аспект, бидејќи има фантастична содржина, во стилот на најголемиот бестселер од книжевноста за млади на сите времиња, британскиот Хари Потер. Клучот на алхимичарот е роман кој што е препун со фантастични ликови настани, мистериозни суштества, обвиена во една волшебна прашина од загадочни настани, ликови, присврти и заплети. Сето ова е сместено во еден од најубавите, најмистериозните, но можеби и најморничавите градови во светот, Венеција. За мене како преведувач беше исклучителен предизвик да го преведам ова дело. Пред се и над се, поради тоа што е наменето за млади, а денес, во време кога нивните сетила се хиперстимулирани од секаков аспект со социјални мрежи, TikTok, видеоигри, на вистина е успех и подвиг едно книжевно дело да го задржи нивниот интерес. Работата на преведувачот не се состои во тоа просто да префарли содржината на текстот од јазикот А кон јазикот Б, напротив, е многу повеќе од тоа и започнува најпрвен со истражувања, конкретно во овој случај јас многу истражував за алхимија, за надприродни појави, феномени, необјаснливи митови и легенди и така натаму. И сметам дека преведувачот игра клучна улога во тоа дали едно преведено книжевно дело ќе му се допадне на читателот или пак не. И преведувачот е оној кој што го рекреира, го пресоздава делото. Истовремено игра двојна улога, мора да биде верен на содржината, но и на стилот на писателот, а истовремено исто толку битно, ако не и побитно, мора да биде верен на својот мајчин јазик и да преведува во духот на својот мајчин јазик. Преведувањето мора да се цени многу повеќе, затоа што тоа не е само еден обичаен мост меѓу јазиците, туку и мост меѓу народите, меѓу нивните култури, менталитети и се она што представуваат тие. Се надевам дека овој мој превод ја промовираше италијанската книжевност пред младата македонска публика. Затоа ве охрабрувам да читате што повеќе, бидејќи читањето нас богатува духовно и ни ги шири видиците. А колегите, особено оние најмладите, би сакала да ги охрабрам да преведуваат што повеќе, да бидат оној мост меѓу европските култури, јазици и вредности, во духот на европските вредности и мотото на ЕУ, обединети во различноста. И можеби токму некој од вас ќе биде новиот добитник на наградата Вавилон за млад книжевен преведувач, а за истата можете да прочитате повеќе на сајтот на нашето удружение mata.mk. За крај, најстарото од моите 3 деца, кој преведуваше заедно со мене во 2009 година, ќе ви прочита дел од преводот од италијански на македонски јазик, кој што го направив јас на романот Клучот на алхимичарот. Време за книга. Здраво, јас сум Јана. Имам 10 години и ќе ви прочитам извадок од италијанската книга Клучот на алхимичарот, преведена од мајка ми. Улита врија пенливи одредни течности. Постери од сите форми и димензии, раскленати во прашливи кутии. Книги со отровни корици, расфрлани насекаде. Јас бев заложен да ги вртам страниците. Една од најзадевните работи во историјата на алхемијата, осекогаш доверена на најдолните суштества. Нормално, јас бев над тие глупави хиерархии, и ако неколку пати еден џин се обиде да ме испровоцира. Тие се мислат дека се нешто посебно само зашто доаѓаат од земјата на тројцата мудреци.